Дојдовте во новиот видео подкаст. Во светот изминатите 2 години, во текот на COVID пандемијата, илјадници бизниси изгасна. Во Македонија се затворија дури 7000 бизниси. Во овој видео подкаст зборуваме со тренер и собственик на теретаната Fit-In, Анатолий Романов, кој што за време токму на оваа COVID пандемија се одлучи да инвестира. Анатолий, храброст или лудост? Може би храброст од причина што веќе јас подолго време го работам ово, но сепак нели самиот период кога што кажа дека е малце криза, се решивме баш во тој период да отвориме теретаната и да инвестираме, но за среќа испадне сега како што треба, добро почнавме и добро идеме сега до сега. Изградивте теретаната место каде што порано се наоѓал весникот Нова Македонија. Местот каде што излегувале сите важни информации, а денес се градат мускули. Зошто баш оваа локација и која беше идејата токму за ова? Идејата дојде преку еден мој пријател кој што исто така и ми е партнер. Како што спомна, порано имало тука печатница, но веќе долго време тоа не постои и просторот беше убав, голем, широк, исто така дека е во долен дел и ладничко е, во лето немаме проблем со температури. И се решивме тука да инвестираме и да го направиме овој простор добар за вежбање. Имавме добра квадратура, се беше погодено баш тип-топ и така се решивме да го земеме овој простор, пошто беше и слободен и одлична локацијата, нели центар сепак. Здравјето во преден план на луѓето. Дали гледате некоја разлика во споредба кога работевте на оние места порано во однос на сега? Дали сметате дека луѓето повеќе доаѓаат и младите и возрастните? Дали се подигнува нивната свест во однос на вежбањето? Така, во суштина, ние гледавме тоа добро да го организираме, нели да има добра дистанца помеѓу нив, според кога беше и баш тој ептен јак период на короната, гледавме добро да ги дистанцираме, да имаат секој свој простор, да правиме добра дезинфекција на салата, на опремата која што користат. И околу луѓето, да, беше доста добро, почнува, мислам дека веќе и ги фати, нели, она мака да седат дома и да бидат затворени, така да добар број, стварно добро почна и постојано растевме и нели како ќе го направиме маркетиншки дел, почнува и други да доаѓаат, така да прилично задоволени, дури и подобро што се вика, пошто сега фитнесот е некако како тренд и имаше доста луѓе, има доста луѓе. Како иде, добро? Казишме тоа. Зошто луѓето доаѓаат и почнуваат да вежбаат? Секој со своите причини, нели, некој има различни цели кои што му се дефинирани, сака да ославе, сака да зголеми мускулна маса. Некој доаѓа повеќе само да го потроши своето време на нешто квалитетно. Ние поради тоа што имаме и групни тренинзи, има атмосфера, има забава, така да убаво интересно им е да го поминат времето тука, се чувствуваат добро, така да секој со некоја своја мала различна цел, или гледаме дали ние да биде тоа убав дел од животот, да биде секојдневна навика, да речеме. Која е вашата цел? Што сакате да постигнете? Главната цел е, нели, што повеќе луѓе да привлечеме кон вежбањето, затоа што сакаме, нели, да ги навлечеме на тој здрав живот, не само да се фокусираат на својот изглед, туку тоа е реално и најмал проблем, туку да им стекне таа навика која што ќе биде да се извежбаат еднашка во денот, да поработат на некои клучни за опстанок во животот, да речеме, пред за поздрав живот, да се чувствуваат добро, да бидат среќни и да се шири позитивна енергија, така да главната цел не е таа. За крај, што ќе им порачате на оние полудите и помлади што сакаат да инвестираат во време на криза? Се додека станува збор за нивната пасија и толку се спремни да посветат време, буквално беа посветени деноноќно да работат и да успеат, слободно би ги охрабрил да го направат и да го земат тој чекор. Со оваа приказна се надеваме дека ве мотивиравме да го преземете првиот чекор кон реализирање на вашите соништа.